Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Започнуваме со првата информација за денес. Ниту една фирма од Полошкиот регион не ги исполнила условите за добивање државни субвенции за поставување филтри на оџаците. Конкурсот беше објавен во септември минатата година. Се работеше за предпријатија кои се занимаваат со производство на мебел, а кои го загадуваат воздухот со согорување на отпадниот материјал. Од Еко Герила велат дека имало заинтересирани, но на апликантите им се барале услови кои не можеле да ги исполнат. Затоа ниту една фирма не успеала да обезбеди субвенции за филтри на оџаците. Проблемот е во критериумите кои се поставени од Генералниот секретаријат на владата, значи за придобивка на таква субвенција. Во тие критериуми во апликацијата се бара од предпријатијата да докажуваат со документи дека се загадувачи, а таков документ не постои. Значи ни во нивниот елаборат не пишува дека тие се загадувачи, а нема никаде, значи никаква институција која би можела да им дава таков документ со кој ќе докажуваат дека се загадувачи, па да добиваат од субвенцијата. Значи тоа е единствениот проблем што се однесува до филтрите. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули вели дека условите за да можат фирмите да добијат субвенции не биле сложени, туку едноставно во Америка кај нив не наишла на одзив. Аплицира не ги исполнувај условите, мислам дека треба, за жал и Северозападната комора, мислам дека требаше да одигра позначајна улога. Мораме да ги анимираме, ние, вие знаете, бев јас во една компанија, апелиравме, укажувавме неколку пати, се продолжи рокот за уште еднаш и мислам дека таа работа што треба да се искористи. Во Полошкиот регион има 30 на компании кои што за жал го користат отпадот од своето производство за загревање. Ние сакаме знаеме дека е приватна компанија, тие прават профит, но еве ние ќе инвестираме во филтерите, но еве мораме да најдеме еден нов механизам тоа да го направиме. Од Еко Герила се надеваат дека критериумите ќе се променат за апликантите кои ќе аплицираат оваа година. Се додека немаме природен газ за затоплување, мора да има вакви мерки, со оглед на фактот дека тие го загадуваат воздухот, а нив никој не ги казнува. Со клими инвертери во училиштата и објектите на општинската администрација ќе се намалува загадувањето во Тетово. Градоначалничката Теута Арифи денес го посети основното училиште Наим Фрашери, каде што оваа мерка е целосно спроведена. Тетовската градоначалничка Теута Арифи во основното училиште Наим Фрашери учествуваше на дебата со просветниот кадар и учениците за изнаоѓање начини како да се намали загадувањето, но и како да се намалат трошоците на училиштата во однос на грејењето. Инаку со истата цел, во ова училиште се поставени околу 56 клима инвертери. Ова училиште, значи, е првото училиште каде што комплетно се инсталираше доволниот број на инвертери, значи како што кажува директорот, над 50 на од нив, за да се покрие комплетно целиот објект, што значи дека ова училиште ќе има минимална емисија на штетни гасови, но исто така и видно ги намалува и трошоците за грејењето. Со исто темпо, значи, продолжуваме да постигнеме и кај другите јавни објекти и училишта, додека денешниот ден сакаме да го користиме да со учениците малку дебатираме и во однос на градење повеќе свест, во однос на зачување на средината, имајќи го предвид фактот дека сите овие мерки што за кои се ангажираме нема да имаат вредност доколку самите граѓани, особено тие најмладите кои ова им е период на учење, не научат дека имаме сите одговорност кон нашата средина. Од раководството на училиштето велат дека покрај поставувањето на инвертерите биле преземени и други мерки за заштеда на енергија. И пред 4 години поставивме ги менјавме селични грла во целото училиште, уместо овие флуоресцентни светилки, ставивме LED диоди каде што го преполовивме трошокот, значи трошокот на енергијава и со тие средства ние секоја година кога планираме настојуваме да ги дестинираме за наглед средства во училиштето. Исто така училиштето е сравнено со други
попретни материјали, односно смарт табли и ред други работи за потребите на наставниците. Ова година сме во контакт со Холандска амбасада и со ЕВОН за поставање на фотоволтаични плочки во самото училиште. Освен ова училиште со поставени клима инвертери, комплетиран е објектот на подрачното основно училиште Братство Меѓеника и спортски центар и 3 објекти на општина Тетово. Гостиварецот Дане Гавриловски има интересно и несекојдневно хоби – изработка на ножеви. Од неговата работилница излегуваат ловечки, камперски, како и ножеви за во кујна. До сега има изработено околу 300. Уникатни ножеви се дело на 36 годишниот гостиварец Дане Гавриловски. Неговото несекојдневно хоби започнало уште како основец, кога дедо му правел ножеви од дрво. Потоа, кога подпораснал, започнал да се интересира повеќе, да прибира информации за начините на изработка и материјалите. Најпрво преправил стари ножеви, а потоа почнал да ги прави сам целосно. Например, додека другите веројатно шетале, јас сум седел на интернет, сум собрал информации за ножевите. И почна да се собираат материјали. Првиот нож, еве ми го овде. Ова ми е првиот нож што го направив. Има 15-16 години, веројатно, не сум сигурен да не ме држите за збор. Од што е направен? Ова е преправен стар нож, беше поголем нож, имаше запци и го преправив како што мислам дека треба да биде и тој останува во мојата колекција и ќе остане во наследство. Од работилницата на Дане излегуваат разни видови на ножеви, ловечки, за во кујна, камперски, универзални. За сите нив едно е заедничко, дека се оригинални и правени со особено внимание. Иако навиду може да изгледа едноставно, секое парче нож треба добро да се осмисли и да се изберат вистинските материјали, вели тој. Како добар познавач и влюбеник во овој занает, Гавриловски нагласува дека ножевите треба да се одржуваат редовно, а тоа подразбира острење на сечивото и полирање еднаш неделно. Ножот да се користи како алатка, а не како оружје, вели за крај младиот гостиварец, кој досега има изработено околу 300 ножеви. Од Сдруженијето Антикоцкање велат дека наскоро во собранието ќе се дискутира предлог законот за игри на среќа. Апелираат пратениците, посебно оние од власта, да размислат пред да гласаат, ако се работи за навредлив и штетен закон. Од Антикоцкање велат дека секој пратеник ќе биде казнет на престојните избори, ако гласа за навредлив и штетен закон. Ги прашуваме лидерите и пратениците од сите политички субјекти, кога биле наискрени, кога ни ветија поддршка за дислокација на објектите за коцкање или кога гласа за спонзорирање на коцката со 14 милиони евра за апарати, рекоа Сдруженијето. Нема да толерираме предизборни изјави од вас, пратеници на ВМРО ДПМН, бидејќи пред една година вашиот лидер не најде за сходно да се сретне со Движењето Антикоцкање и да ни даде поддршка за денешниот ден. Ве повикуваме сите вас, кои ќе гласате, да ги оставите настрана двојните игри. Вие пратеници на СДСМ, време е да ги исправите вашите грешки. Време е да не се подпирате на собствени интереси, туку да се ослободиме од
епитетот Лас Вегас на Балканот и да се залагаме за благосостојбата на граѓаните. Отаму бараат сите субјекти каде се приредуваат игри на среќа да бидат оддалечени најмалку 3 километри од урбаните средини, што содржи новиот предлог закон и кога точно ќе се гласува здруженијето не знаат детали, но се надеваат дека новиот закон кој ќе биде донесен ќе биде во полза на нивните барања. Ивица Срезовски од Гостивар се соочува со болест заради која не може нормално да се движи и да работи како другите млади луѓе. По третманот во Кина кој го добил пред 2 години, но не му донел позитивни промени, сега се обидува да започне со лекување во Русија. Поради болеста спиноцеребрална атаксија, Ивица Срезовски од Гостивар има тешко секојдневие и низа здравствени проблеми. Тој не може нормално да се движи, да работи како другите млади луѓе и мора да го води својот живот ставајќи ја диагнозата во преден план. Пред 2 години Ивица беше на третман во Кина, но за жал оттаму немаше позитивни промени. Сега, воден од желбата самостојно да застане на нозе, се обидува повторно да започне со лекување во Москва, Русија. За тој зафат му се потребни финансиски средства кои тој и неговото семејство не се во можност да ги обезбедат. На клиниката во Москва на гостиварецот треба да му бидат пресадени матични клетки од неговата сестра. Тие претходно на сопствена иницијатива и трошок направиле испитување во Ману во Скопје, од каде добиле резултати кои ветуваат добра шанса за излекување. Надежта на 37 годишниот Срезовски сега е насочена кон хуманоста на луѓето. За собирање на донации за Ивица отворена е посебна жиросметка, како и телефонски броеви кои може да ги погледнете на екранот. Наскоро ќе биде објавен конкурс за апликацијата од мерката 1 од ИПАРД програмата. Се работи за финансиска помош наменета за инвестиции во модернизација на земјоделските стопанства. Од Агенцијата за потик и развој на земјоделието подрачно оделение Тетово ги повикуваат сите заинтересирани земјоделци да се обратат кај нив со цел запознавање на условите и бирократските процедури од мерката 1 од ИПАРД програмата. Помошта наменете за инвестиции во модернизација на земјоделските стопанства ќе достигнува до 75% од вложеното. Исто така тука значи ги повикувам сите земјоделски стопанства, а пред се пак да спомнеме дека секоја од меркиве поддржува развој на земјоделие, каде што пред се носител на земјоделското стопанство е млад член или жена. Тука имаме поголем број на и бодови добива самото земјско стопанство, а и финансиската поддршка е поголема. Затоа земјоделските стопанства кои што сакаат да аплицираат по оваа мерка, добро е да не посетат навремено тука, да разговараме, да се припремиме, да кога ќе дојде и биде објавен огласот, да бидат спремни со документација и да може да аплицираат, затоа што финансиската поддршка не е мала, 60% е минимум за од инвестицијата без ДДВ, а може да дојде до 75%, особено во подрачја како што се рископланинските, кај што се потежнати услови, а
носителот е истовремено и млад и подрачјето на активностите, инвестицијата во рурални подрачја со отежнати услови за стопанисување, а тоа се ридско-планинските подрачја. Конкурсот за ова Америка ќе биде објавен наскоро. Физички напад во Тетовско Новосело и во Гостивар, како и засилени сообраќајни контроли, се денешните информации од секторот за внатрешни работи Тетово. Слушнете ги деталите. Вчера во 22 часот и 15 минути, 41 годишникот Тетовско Новосело во СВР Тетово пријавил дека половина час пред тоа на излегување од угостителски објект во селото физички бил нападнат од 54 годишник од истото село. Полицијата презема мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера пак околу 17 часот на улица Мара Угринова во Гостивар, полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар привеле 29 годишник и 16 годишник и двајцата од Гостивар, кои се обиделе физички да се пресметаат со употреба на тврди предмети, но биле спречени во нивната намера. Двајцата се задржани во полициската станица Гостивар и по целосното расчистување на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Од СВР Тетово исто така известуваат дека во вчерашните засилени контролни активности спроведени на поширокото Тетовско подрачје, вкупно откриени и законски санкционирани биле 43 прекршоци, од кои 20 биле заокружени со писмени предупредувања, 17 со прекршочни и 6 со мандатни платни налози. Меѓу прекршителите, 6 лица ги управувале возилата без положен возачки испит, исто толку не поседувале зимска опрема, 3 користеле мобилни телефони додека возеле, 1 управувал со важечка забрана, 1 бил возач почетник и така натаму. Од СВР Тетово информираат дека ваквите контроли ќе продолжат и во наредниот период со цел навреме да се откријат и отстранат најразличните видови прекршоци во функција на поголем ред и безбедност на патиштата на ова подрачје. Пораз на Гостивар и победа на Тетекс. Ова е билансот на двете кошаркарски екипи од Полок од викендот што измина. Кошаркарите на Гостивар загубија во дербито на 14-тото прволигашко коло од Кожув во Гевгелија. Двете екипи одиграа возбудлив и динамичен натпревар, со многу пресврти на двете страни. Победникот беше решен во последната минута од надпреварот, кога Кожув не само што направи пресврт, туку успеа и да го добие мечот со 87:82. Гостиварци имаа предност на полувремето од 43:38, а таа предност беше намалена на само 2 разлика после крајот на третиот период. Најдобар поединец на теренот беше Ѓорѓе Џелетовиќ со 25 поени и индекс на корисност од 30. После 14-тото коло, екипата на МЗТ Скопје осамена на врвот на табелата со 11 победи, додека Кожув, Работнички, Гостивар и Евроникел се наделба од втората до петтата позиција со идентичен ефект од 10 победи и 4 порази. Идното коло Гостивар повторно ќе гостува, овој пат во Кавадарци, кај Евроникел 2005. Екипата на Тетекс имаше успешен старт на пролетниот дел од сезоната во втората кошаркарска лига Запад. Тие на домашен терен го совладаа дебитантот во лигата Албес со 76:64. Тетовските кошаркари уште од стартот на надпреварот ја имаа резултатската предност во своја корист, а кон средината на вториот период стигнаа и до највисоки 31:19. Сепак гостите со серија од 14-2 успеа да се изборат за нерешено 33:33 на полувремето. Тоа беше се што направија гостите на овој надпревар. Во второто полувреме комплетна доминација на кошаркарите на Тетекс, кои стигнаа и до водство од 20 разлика. Со оваа победа Тетекс дојде на делба на четвртото место со ефект од 4 победи и 3 порази, позиција која носи пласман во разигрувањето за пласман во првата лига. Сите кошаркарски надпревари кои се одиграа изминатиот викенд започнаа со минута молк во чест на трагичната смрт на македонската кошаркарска легенда Благоја Георгиевски Буштур, кој го загуби животот во тешка сообраќајна несреќа.
Почитувани, овде е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и останете со нашата програма. Пријатно!